Денеска гостин во студиото на Медиумската информативна агенција Даниела Антоновска, експерт за родова еднаквост, магистар по родови студии со 18 годишно искуство работно во областа на родовата рамноправност. Добре дојде. Благодарам на поканата. Темата за која што ќе разговараме е застапеноста на жените во процесите на политичкото одлучување. Актуелен е изборот на новите пратеници во новиот пратенички состав. Имавме неодамна избори. Во предизборната кампања имаше заложби од одредена коалиција, односно од коалицијата Можеме за 50-50% застапеност на мажите и жените. Изминатите години процентот на пратенички во светот бележи пораст. Генерално, според една анализа што неодамна обнови Институтот за демократија. Каква е состојбата кај нас? Ете, сега сме во нов парламентарен состав. Според бројките што ги имавме непосредно по изборите, 43 пратенички освоја мандати, наспроти 77 пратеници. Сега таа бројка можеби ќе се помести за 1 или 2 мандати повеќе во прилог на жените, откако се верификуваа мандатите на следните пратеници за заменски за оние што станаа министри. Воопшто, каква е тенденцијата во ова поле во нашата земја? Најпрво ми благодарам на поканата и да, како што рековте, неодамна имавме парламентарни избори во државата. Одбрани беа 43 жени, како што споменавте, меѓутоа сега со верификацијата на мандатите, значи на новите пратеници, мислам дека ќе има уште една, можеби евентуално уште две, меѓутоа ќе почекаме да видиме. Ако кажеме дека да се држиме до една фиксна бројка од 43, тоа значи дека ќе имаме 35,8% на жени пратенички во новиот парламентарен состав. Споредбено со претходниот пратенички состав имаме зголемување, односно имаме една тенденција, значи на покачување на бројката на жените. Во претходниот состав беа 31,7%, односно речиси 32%, и тоа секако се должи на родовите квоти, кои што се како афирмативни мерки усвоени во нашата држава, меѓутоа исто така почнуваме како држава веќе да го следиме и тој европски тренд, да речам, бидејќи веќе и во голем број европски држави, значи порастот, имаме една тенденција, значи на пораст на жените во националните парламенти, меѓутоа исто така и пораст на бројот на жените во Европскиот парламент. Значи, жените во Македонија 1946 година се здобиле со право да избираат и да бидат избрани на политички функции. Меѓутоа, од добивањето на тоа формално право, како да останале во сенка низ годините што следувале потоа, од 4% застапеност во првиот парламентарен состав по независноста, дојдовме до 40%, нешто што го споменавте во претходниот одговор. Законска застапеност. Дали тие 40% се доволни? Гледаме дека не ги исполнуваме ни толку колку што се предвидени во законот. Имаше нели барање тенденции, како што споменав, 50-50. Како да ги измениме овие работи? Во законот, во изборниот закон, значи во 2015 година е усвоена квота од 40%. Меѓутоа, минатата година и предминатата година од страна на клубот на жени пратенички, кој што е едно неформално тело формирано во 2003 година и ги обединува пратеничките од сите политички партии во парламентот, и имаше една иницијатива, значи, за усвојување на квота од 50%. Се надевам дека наскоро, значи, ќе има некое поместување во тој поглед, бидејќи нели секако жените представуваат 50%, речиси 50% од популацијата кај нас и во светот, па нели зошто не би биле и 50% во собранието, бидејќи сметам дека без родова квота ние воопшто не би ни биле и би ги немале овие проценти и овие бројки кои што ги имаме и денеска. И самата напомнавте дека започнавме со 4%, значи тоа беше веќе во првите парламентарни избори, понатаму еден извесен период имавме едно, односно во вторите парламентарни избори имавме едно намалување 3,2%, и понатаму веќе во 2002 година се усвои квотата од 30%, и од тогаш постојано некаде се до 2020 се движиме некаде околу 30%, 32%, така што сметам дека сепак ова е напредок, меѓутоа треба уште да работиме на тоа поле.
И нели треба да ги следиме и трендовите пред се во западноевропските земји, значи да кажам во нордиските земји кои што предничат во тој поглед во застапеноста на жените во нивните национални парламенти. Кога сме веќе за светските бројки, во неодамнешната анализа на Институтот за демократија, Societas Civilis, видовме различни бројки во светски рамки, но интересно е што најмногу пратенички процентуално има во земји како Руанда, Боливија, Куба. А во Европскиот парламент процентот е 39,5%, што е подобрување во однос на првите избори што имаме, а и предходниот состав имаше, мислам, 36% и сега последните парламентарни избори во Европскиот парламент беа во 2019 година, со мандат се до 2024 година и сега има речиси, како што напомнавте, 40%, да. Значи не сме далеку од европскиот стандард. Не сме, меѓутоа можам да кажам дека и таму има голема разлика помеѓу земјите. Например, Шведска и Финска имаат поголем број на жени европратенички кои што се членки на Европскиот парламент, меѓутоа Австрија и Холандија имаат изедначен број на жени и мажи во Европскиот парламент, меѓутоа колку се оди понатаму кон земјите во Централна и Источна Европа се забележува навистина голема дискрепанца во соодносот помеѓу бројот на мажите и жените. Например, во Романија имате 32 членови на Европскиот парламент, од кои што само 7 се жени, останатите се мажи. Кипар, например, воопшто нема жена европарламентарка, исто така и Словачка, например, од 13, 11 се мажи, 2 се жени, така што има голема разлика меѓу земјите во Европската Унија во однос на ова што споменавте, нели, за Руанда и за Куба. Зошто тие земји, например, како да изгледа дека имаат поголем сензибилитет по ова прашање? На што се должи на што се должи разликата во културата, воспитанието, општествените тикови во самата Европа, еве? Па видете, во Руанда за време на геноцидот, кој што траеше некаде во периодот од 1994 па до 1997, за жал имаше голем број на жртви, некаде околу 1 милион. И тоа направи една голема диспропорција во однос на бројот на населението. После геноцидот некаде меѓу 60 до 70% од населението представуваа жените, бидејќи најголем број жртвите во геноцидот беа мажи, така што тука комплетно се смени, значи, и демографската слика на населението, и тогаш почна една тенденција на менување на традиционалните родови улоги, бидејќи веднаш штом дојде на власт новата влада, значи во Руанда, едноставно тие немаа избор, мораат да ги вклучат жените, бидејќи жените представуваа речиси 70% од населението, да ги вклучат во сите општествени, економски и социјални текови во државата, и тогашниот претседател има воведено голем број проженски, односно родово сензитивни и одговорни политики, а некаде во 2003 година се воведува и законската квота од 30%, политичките партии воведуваа своја интерна квота, меѓутоа сепак можам да кажам, бидејќи присуствував на повеќе семинари каде што го обработувавме геноцидот во Руанда и, нели, силувањето врз жените како една од алатките за системско истребување на цели народи, и тука имаше голем број представнички од Руанда и од другите земји од африканскиот континент, и можам да кажам дека во приватната сфера не е така. Навистина тие имаат родово сензитивен парламент, меѓутоа дома тие се уште има голема поделба меѓу тие оние традиционални стереотипизирани родови улоги. Се уште жената е таа која што ги извршува сите работи дома. Насилството е исто така за жал присутно и дома и во јавните простори. Куба, например, настана еден голема промена во Куба некаде во 60-тите и 70-тите години на минатиот век, за време на кубанската револуција, и мислам дека
Тогаш во тој период започна еден процес на искоренување на неписменост, бидејќи претходно голем дел од населението беше неписмено, значи не посетува училиште и слично. Меѓутоа веќе во 60-тите и 70-тите години се воведе задолжително образование во сите степени, понатаму се направија големи реформи во однос на здравствената заштита, антенаталната заштита, се обрна големо внимание на заштитата на женското здравје, значи има безбеден и достапен абортус, на планирање на семејството, и во тој период најголем број од учениците и најголем број од студентите на факултетите и универзитетите, значи во Куба, биле жени, некаде околу 63%, исто така денеска некаде околу 70% од адвокатите, например, се во Куба се жени, 70% се вработени во техничкиот сектор. Дури и на локално ниво во нивните провинции, значи и таму предничат жените, значи тие се како градоначалнички се застапени во тие локални парламенти. Меѓутоа сепак Куба например се соочува со други феномени, и тука сексизмот и мизогинијата, сексуалното вознемирување на жените, посебно во оние јавни простори, е многу застапено. Значи кај нив тоа е дел од, да не кажам, од некоја нивна култура, значи така што по дефолт и поголем број на жени во парламентот не значи дека ќе имаме родово сензитивен и одговорен парламент. Споминавте во дадените примери во моментов, значи одредена поделба на работите дома, на машки и женски. Таа поделба е интересно што ја гледаме и во однос на тоа колку се вклучени нашите партијнички во македонскиот парламент во активностите на различни собраниски комисии. Во неодамнешната анализа што ја споменав на Институтот за демократија, значи по дефолт тенденцијата е од 1990 година па до 2020 година, значи одлучувачката моќ на жените да е фокусирана во така наречените меки области, односно во комисии кои што опфаќаат услуги, нега, образование, култура, социјални прашања. Најмал процент имаме на жени учеснички во активностите на комисиите за одбрана, комисиите за следење на активностите на Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање, Агенцијата, односно Комисијата за надзор на спроведување на следењето на комуникациите, но и во Комисијата за економски прашања, земјоделство и шумарство. Мислам дека во Комисијата за европски прашања има висок процент на женска застапеност, значи кај нас е евидентна таа поделба на професиите на машки и женски, меки и тврди. Тоа се одразува во парламентарните состави низ десениите. Зошто таа тенденција? Таа тенденција секако дека се влече своји корени од самите општествени и културолошки норми кои што постојат, од се уште се присутната доминација на мажите во некои така наречени сектори кои што веќе споминавте дека се доминантно машки, од друга страна пак имаме феминизација на одредени сектори како што се образованието, социјалата и здравството. Значи тоа сепак се влече своји корени уште од моментот на изборот на образованието, значи кога девојките и момчињата се запишуваат на факултетите. Иако сега во последно време почнува да се менува тој тренд и да имаме и поголем број на жени и девојки на техничките факултети. Иако мене лично малку ми е и парадоксално ова, имајќи предвид дека вие споменавте Комисијата за одбрана, дека и во сегашната влада ќе имаме жена министерка за одбрана, исто така и во претходниот состав на владата, и имајќи предвид дека и многу се работи на зголемување на бројот и учеството на жените во мирот, безбедноста и во одбраната. Меѓутоа сепак остануваат присутни тие родови стереотипи, останува таа родова хиерархија се присутна. Меѓутоа, добро е што во последниве години сметам дека имаме една мала промена тука во тој поглед, иако сепак се уште треба да се работи на надминување на овие предрасуди. Од 19 министри според предлогот за новата влада, кој треба да биде усвоен, односно треба да биде одобрен од собранието, мислам дека овој викенд е закажана собраниската седница, имаме само 4 министерки: Шекеринска за одбрана, Царовска за образование и наука, Шахпавска за труд и социјална политика и Стефовска за култура.
Да, и ова повторно се надоврзува на вашето што е во претходно некаква, да кажам, прашање. тврда позиција, односно... Да, се надоврзува на оваа претходна констатација во однос на комисиите кои што ги споменавте, значи повторно освен госпоѓата Шекеринска, нели, која што е во секторот на одбрана, останатите се поставени во тие така наречено социјално-културни, значи, категории. И напоменавте дека од 19 министри сега имаме 4 министрики, тоа процентуално некаде би било 21%. Мислам дека неодамна имаше и некоја реакција од женските навладини организации кои што упатија повик и апел до мандатарот за составот на новата влада, господинот Заев, барем 30% од жените да бидат 30% да бидат застапени во новата влада. Меѓутоа, еве, ова кажува дека, нели, овој процент кој што го имаме сега е помал процент. Лично јас сметам, меѓутоа исто така и клубот на пратенички минатата и годината пред тоа имаше некои предлози, значи некои иницијативи за воведување и на законска родова квота од 30% за жени во изборната власт. Да, точно, и немаме квоти за градоначалнички. И немаме квоти за градоначалнички, затоа и е мал бројот на жени градоначалнички кај нас, исто и бројот на жени министерки. Тука е, значи, некаде вообичаено, мислам дека и во претходниот состав, сега да не шпекулирам со бројки, имаше исто така, значи 4 жени министерки. Така што ситуацијата, значи, на терен покажува дека нам навистина не треба родова квота, дека ние без квотите немаме напредок, немаме вклучување на жените во политиката на било кое ниво. Од независноста до сега, Македонија нема видена жена председател на собрание, имала подпредседател, ниту жена премиер, ниту председател на држава. Така, да. Која е причината за сето? Да, и кажете и сама дека мислам дека госпоѓата Нели Ката Лахтова беше председателка, нели, на собранието. Потоа некаде во 2003 година госпоѓата Лилијана Поповска беше, меѓутоа тоа беше еден многу краток период од 10 дена додека да се избере председателот на собранието. Таа мислам да ја вршеше функцијата, односно статусот, и беше вршител на должност председател на собранието. И напоменавте, немаме, нели, ни премиерка, имавме жени кандидатки за председателки, меѓутоа немаме. Во европската политика можеме да забележиме дека веќе постепено, нели, почнува да се напушта тој тренд, односно имаме голем број на жени кои што веќе имаме во Естонија, имаме во Словачка, имаме жена која што е председателка. Ангела Меркел веќе, нели, на сите нам добро ни е позната, долги години во политиката. Па дури од нашето непосредно окружување имаме примери. Еве, поранешната хрватска председателка, нели, Колинда Грабар-Китаровиќ, понатаму председателката на Косово, премиерката, значи, на Србија, така што мислам дека би требало, нели, да го земаме тоа како да стигне овој бран и кај нас, да го земеме, нели, ова како еден позитивен пример, значи, од околните земји во нашето окружување и да дадеме шанса на жените да бидат и председателки и премиерки, бидејќи ги имаат истите ресурси и капацитети, значи, како и мажите, истите способности. Жената во политиката, но и воопшто жената на висока позиција е секогаш поизложена на вербални напади од незините опоненти, засновани на полова и сексуална основа. Вакви напади кај мажите претенденти или носители на некои високи позиции, речиси и да не гледаме. Експертите по родови прашања. Која е таа потреба жената да се распне затоа што е жена и тој обид да се дискредитира на сексуална основа во обидот за надпревар, за некоја функција, политичка борба или позиција во било која професија? Да, како што напоменавте, многу е ретко некој маж да биде, нели, во центарот на вниманието и да се дискредитира по сексуална основа, полова основа и слично. Меѓутоа, жените најчесто, пред се жените кои што се на високи позиции, се наоѓаат во фокусот на вниманието. Најпрво што се гледа, нели, незината, се визуализира, значи се гледа незината појава, се коментира, значи, прво како изгледа, каква е фризура,
фризурата, како е облечена, значи слично. Прво се атакува на нејзиниот физички изглед, понатаму и тоа со многу сексистички и мизогинистички, значи коментари. Тие знаат да бидат и нели јавно упатени, непосредно до неа, знато да бидат и коментари на социјалните мрежи, на социјалните профили во последно време. И тоа е исто така многу во подем за жал. И постојано се поставува и она прашање како жената политичарка и жената на високите функции ќе си го балансира приватниот и професионалниот, односно јавниот живот. А тоа речиси воопшто не се поставува на мажите кои што се во политиката или кои што имаат некои други високи политички или други раководни функции. Значи, се уште жената се гледа како општествено инфериорна, значи се уште се гледа како подредена и се уште е присутна таа сексуална објективизација, значи, на жената. А понекогаш, за жал, морам да кажам дека дури и од самите жени, односно постои една само објективизација, нели? И исто така жените кои што се на јавни функции многу е поголем товарот кој што самата таа функција, значи, го носи со себе, за разлика од мажите. Така што како општество ние сме генерално се уште заглавени во тој некој патриархален и традиционален ментален склоп, значи, и се уште сметаме дека најголем дел од работата на жената е, значи, дома и да се грижи со своите за децата и за постарите членови во фамилијата. Низ овој разговор И само уште малку ќе ве прекинам, значи како илустрација нова имаше неодамна 2018 година едно истражување од страна на Институтот за интерпарламентарната унија и во однос на сексуалното вознемирување и насилство врз жените пратенички во Европскиот парламент и во националните парламенти од Европската унија, и тука навистина беа добиени застрашувачки податоци. Мислам дека некаде 80% од анкетираните жени, вкупно 123 беа анкетирани од 45 земји членки на Европската унија, изјавила дека се подложни на психичко насилство, 58% изјавиле дека се подложни на онлайн, нели, сексуално вознемирување, и некаде исто голем процент дека имале закани за физичко насилство, за тепање, па дури и за силување, значи. Што значи дека ова е сепак еден глобален, нели, феномен во однос на сексуалното насилство и вознемирување врз жените кои што се на високи функции. Еден заклучок или ваша оценка за унапредување на правата на жените во нашето општество? Може општо прашањево, но ете изминатите години сме постигнале некаква застапеност на жените. Сме тргнале од 4%, сме стигнале до 40% законски. Имаме уште проблеми со кои што се соочуваме. Каде сме денеска? Па јас сметам дека кога ќе се направи една паралела во однос на тоа, еве да кажеме од 2002 година, кога се воведоа родовите квоти, самите бројки и статистички податоци говорат дека да, имаме, значи, напредок во однос на застапеноста на жените, рече се, не само во политиката, туку и во другите сфери. Имаме унапредување, нели, во поглед на родовата еднаквост, имаме добра законска регулатива, и меѓутоа сепак има уште голем број предизвици кои што стојат пред нас. Најнапред потребно е да ја подигнеме свеста, значи, за родовата еднаквост, не само кај нас кои што работиме на ова прашање, значи, тука сте и вие како медиуми кои што играте голема улога во однос на тоа, и секако на целата општа популација. За крај, дали постои женска солидарност во Македонија? Или како што кажавте во едно интервју неодамна, ве прочитав, преовладува девизата "жената на жената е волчица". Па да, јас... Дали тие удари доаѓаат само од мажите на дискредитација или всушност не сме солидарни едни со Да, други? па тие удари понекогаш знаат да дојдат, нели, од самите жени. Има одредени прашања по кои што жените, тоа се и така наречени можеби женски теми, меѓутоа жените сепак не се доволно солидарни. И има солидарност, меѓутоа мислам дека треба се уште да работиме на тоа. Прво, како општество, ние сме многу големи индивидуалци. Индивидуализмот ни е пред колективното и пред солидарноста.
Еве како еден пример илустративен би го напоменала Законот за прекинување на бременоста во 2013 година. Еве тогаш, например, станува збор за едно женско прашање, станува збор за суштинско или женско право, меѓутоа сепак сите жени не беа солидарни по однос на ова прашање. Секако секој има право на свое собствено мислење, нели? Меѓутоа конкретно еве за жените во политиката, жените нели пратенички често пати тие знаат да го застапуваат повеќе, да кажеме, понекогаш во некои случаи и ставот на политичката партија кој што ја застапуваат, а не само и својот личен став. Така што сметам дека нели треба се уште да се градиме како општество во однос на колективитетот и во однос на солидарност. Даниела, ти благодарам за гостувањето во овој интервју за Мија. Благодарам и на вас и се надевам дека во иднина ќе имаме можности повторно за соработка. Благодарам.